الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Благодарност му припаѓа единствено само на Аллах Джелле Шану. Сведочеме дека Аллах Субханеху ва Таала е еден единствен. Тој е онај кој што нас не има створено. Тој е онај кој ние имаме потреба од него, а тој нема потреба од нас. Он него помош и опрос бараме. Тој е единствениот кој може да ни помогне во нашиот дуњалучки живот. Тој е единствениот кој може да ни ги опрости нашите јавни и тајни гревови. Сведочеме дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е последниот Аллахов роб и пратеник. Печатот на пејгамберството кој после неговата смрт до кијаметскиот ден веќе нема да има Аллахови пратеници. Затоа ние нашите селами и салавати ги испраќаме од ова мубарек место, ова Аллахова џамија, на Аллаховиот пратени Мухаммед алейхи селам, неговата фамилија, неговите вредни другари и сите муслимани кои го следеле, го следаат и ќе го следаа неговиот суннет се до кијаметскиот ден. На почеток го молеме Аллах Джелле Шану да ни го покажи правиот пат, да ни даде цврстина и истајност на тој прави пат, да живееме со ла илахе иллаллах и да умреме со ла илахе иллаллах. Го молеме Аллах Джелле Шану да ни го поправи нашиот нијет, да не направи искрени Аллахови робови. Секое едно дело што ќе го направиме во овај дуњалучки живот, да го направиме искрено само заради Аллах Субханеху ва Таала. Исто така го молеме Аллах Джелле Шану да ни даде берекет и рахмет, да ни даде берекет и благослов во нашето време и во нашиот дуњалучки живот. Аллахуме амин. Почитувани браќа, Ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва барекатух. Навистина, ние како муслимани, припадници на оваа чиста вера, дин Ислам, следбеници на Аллаховиот пејгамбер Мухаммед алейхи селам, сме почастени од страна на Аллах Джелле Шану, што не одликуваше со иман, со верување и тоа што ние сме припадници на овај дин и следбеници на највредниот човек, Аллаховиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Затоа Аллах Джелле Шану во сура Али Имран 110 ајет ни кажува и ни се обраќа исто така на нас и ни вели кунтум хајра умметин ухриджет лин нас. Вие сте највредниот народ и највредните луѓе. Зарем не е големо нешто ова Аллах Джелле Шану да не пофалува во неговиот говор, не пофалува со тоа што нас не издвојува од другите Аллахови робови, од другите народи кои што живееле во оваа дуња. Затоа Аллах Джелле Шану ни вика кунтум хајра умметин ухриджет лин нас. Вие сте најдобрата заедница и најдобрите и највредните луѓе што се појавеле во дуњалукот и што живеат во дуњалукот. Зошто? Кажува Аллах Джелле Шану те'муруне бил ма'руфи ва тенхауне анил мункер. Вие сте оние кои наредувате на добро и одвраќате од зло.
и во основа на вистина муслиманите и правите верници кои правилно и исправно го веруваат Аллах Джелешану и го следаат Аллаховиот пегамбер Мухаммед алейхи селам, секогаш се возбудени и секогаш чувствуваат голема жалост кога гледаат дека луѓето одат во криви патишта и се оддалечуваат од патот од Аллах субханеху ва таала. Затоа кога гледаат дека некој можеби ги троши парите таму каде што не треба да ги потроши, дали е тоа комар или е казиното или е нешто друго што навистина во основа е забрането, правите верници секогаш наредуваат на она што е добро и одвраќаат од она што е зло. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. И вие сте тие кои што верувате во Аллах Джелешану. Потоа кажува Аллах субханеху ва таала: وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ. А ако би верувале следбениците на книгата, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Тоа ќе беше многу подобро за нив. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. Некои од нив има кои што веруваат, али повеќето се големи грешници. Затоа се гордееме со тоа што сме муслимани и следбеници на Аллаховиот пегамбер алейхи селам, припадници на оваа чиста вера дин ислам, со тоа што Аллах Джелешану нас не фали во неговата книга, во Кур'ан ил Керим, и ни кажува дека ние сме највредните и најдобрите луѓе што оделе и што одат во оваа дуња, во овој свет. Зошто? Бидејќи наредуваат на добро и одвраќаат од зло и веруваат во Аллах субханеху ва таала. Навистина Аллах Джелешану нас не почастил со иман, не почастил со тоа што сме муслимани, следбеници на Аллаховиот пегамбер алейхи селам, не почастил и не одликувал со една Аллахова книга, а таа книга е Кур'ан ил Керим, кој муслиманот, кој размислува и ја чита таа Аллахова книга, навистина дознава и чувствува дека Аллах Джелешану нему му се смилувал да не лута во овој дуњалучки живот. Напротив, тој ако е земи таа Аллахова книга, да е чита таа Аллахова книга, да размислува околу таа Аллахова книга и да го практикува тоа што Аллах Джелешану му наредува во таа книга, тој секогаш ќе биде среќен, тој секогаш ќе биде задоволен, без разлика тој дали е става на некои искушенија или тој има ел-афија или благосостојба. Горди сме како муслимани со таа Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Горди сме со тоа што Аллах Джелешану навистина нас ни пропишал ние да градеме вакви Аллахови куќи, вакви Аллахови џами. Зошто? Бидејќи муслиманот, верникот, секогаш го смирува неговото срце кога влегува во оваа Аллахова џамија. Затоа ние кога одеме и кога гледаме џамија, кога гледаме минаре, кога го слушаме езанот, секогаш чувствуваме некоја среќа и некоја задоволство во нашето срце. Затоа Аллах субханеху ва таала во сура Ен-Нур 36 ајет ни кажува: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Навистина Аллах субханеху ва таала е оној кој што дозволе да се изградаат тие Аллахови џами. Аллах Джелешану е тој кој што нас ни наредил и на Аллаховиот пегамбер алейхи селам да ги градеме Аллаховите џами, Аллаховите месџиди, Аллаховите куќи, каде верниците секогаш ги смируваат нивните срца. Зошто? За да се слави името од Аллах Джелешану, да се спомнува името од Аллах субханеху ва таала. Во овие 10 минути ние колку пати само го спомнавме Аллах Джелешану. Аллах Джелешану кажува да го спомнуваат и славаат името од Аллах Джелешану и на сабајле
i navečer. Potom kažu Allah dželešanu riđanu la tulhihim tijaretun wala bej'un an zikrillah. Navistina vo tije Allahovi džamiji ima jedni ludje i jedni maži koji što nif negi oddalečuva ni trgovijata, ni tu nekoja dunjalučka korist. Sekoraš se sećava na tije Allahovi džamiji. Sekoraš gi posetuva tije Allahovi džamiji. Sekoraš vleguva vo tije Allahovi džamiji. Sekoraš gi grada tije Allahovi džamiji. Potom kažu Allah subhanahu wa ta'ala wa iqamis salah i tije klanjat namaz wa ita'i zeka i davat zekat wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Navistina tije se plašat za toj den, to je kijametski den, koga mnogu srca ke imat strah od Allah dželešanu. Što pripremale, što doneste so nif i navistina nivni od opol ke bidi vkočanet. Zato doznavame od ovaj kuranski ajet, deka Allahovite džami ke gi gradat, oni je ljudje koji što nekogaš dunjata nema da gi oddaleči od tije Allahovi džami. Sekovaš će se sećava na njih, sekovaš će gi zijaretat i sekovaš će se trudat koliko što može da bidat prisutni vo tije Allahovi džami. Potom navistina Allah dželešanu kažu vo drugi od kuranski ajet, vo 38. od ajet lijedzijehumullahu ahsenu ma amilu wa jezidehum min fadlih. Zada Allah dželešanu niv gi nagradi i vo dunjaluk i vo ahiret za to tije što go srabotele, za to tije što se grižele za Allahovite džami. Min fadlihi, navistina Allah dželešanu saka da gi nagradi on negovite dobrini. Potom kažu Allahu jerzuku men yeša'u bi gajri hisab. A Allah dželešanu nekomu mu dava risk i go obskrbува bez nikakva merka. Zato, počituvani braća, ceneti vernici, doznavame kakvo mesto ima Allahovata kuća, Allahovata džamija za jedan musliman vo njegoviot dunjalučki život. Allahovio pejgamber alejhi selam nekogaš patoval vo njegoviot život. Sekogaš koga zastoval da odmara so njegovite drugari. Sekogaš koga zastoval prvo nešto što odreduval, tamo kada što odmaral, odreduval mesto za mesdžid, mesto za klanjanje, mesto kada što će biti privremeno njegova džamija. Zato Allahovio pejgamber alejhi selam, koga se preselil od Meka vo Medina, prvo nešto što napravi, izgrade džamija. Zašto? Za muslimanite sekogaš da dođat vo tije Allahovi džami, vo tije Allahovi kući. Zato Allah dželešanu ni nareduva, nije našite namazi koliko što sme vo možnost. Fattakullaha mastatatum, plašete se od Allah toliko koliko što vi možete. Allah dželešanu ni nareduva, nije koliko što može, mi sme vo možnost, našite namazi nije da gi obavujeme vo Allahovite džami. Zato Allah dželešanu vo sura Al-Baqara ni veli wa aqimu s-salah wa atu z-zakat, i vi je klanjajte namaz i davajte zekat warka'u ma'ar raki'in, i pravete ruku so tije ljude koji što pravat ruku zajedno. Zato doznavame kakvo mesto ima Allahovata džamija vo din islam i vo našio dunjalučki život. Ke inša Allahu Teala, ke se potrudeme vo ova druženje, vo ovije nekoliko mubarek minuti, vo ova Allahova džamija, da spomneme koliko je vredno i kakvi sevapi i kakva nagrada ke dobije jedan musliman ako go klanja njegovio namaz vo Allahovata džamija. Bidek imame kuranski ajeti, imame mnogo hadisi od Allahovi od pejgamber alejhi selam za vrednost na one koji što go klanja njegovio namaz vo Allahovata džamija. Prvo nešto,
ние сите знаеме дека можеме да кланяме намаз и во нашите куќи. Нашиот намаз ќе ни биде кабул и прифатлив и валиден кај Аллах Джелешану. Али мораме да сме убедени дека првата одлика што ја има џамијата и намазот во џемаат е тоа што Аллах Джелешану нас ќе не награди и ќе ни пиши севапи 27 дереџиња и степени повеќе за разлика од тој намаз што ние ќе окланяме во нашата куќа. Дали имаме за тоа аргументи? Имаме аргументи. Каде? Во животот на Аллаховиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салем. Имаме еден хадис, кој овој хадис го пренесува Ибни Омер радијаллаху анхума, дека рекол Аллаховиот пејгамбер алейхи салам: салатул џемаати афдалу мин салатил феди би сиб'i ишрине дераџе. Навистина намазот во џемаат е повреден од тој намаз што ти го клањаш сам за 27 дереџиња или степени. Овој хадис го бележи и имам Бухари и имам Муслим во нивните веродостојни збирки. Имам и други преданија каде Аллаховиот пејгамбер алейхи салам ни кажува дека намазот во џемаат е повреден за 25 пати или дереџиња или степени. Затоа Ебу Хурейре радијаллаху ан пренесува еден хадис од Аллаховиот пејгамбер алейхи салам, каде ни вели салату раџули фи џемаатин, навистина намазот за еден човек во џемаат. Во џемаат во Аллаховата џамија. Кажува тудафу ала салатихи фи бейтихи. Навистина се двостручува и има поголем севап и поголема награда за разлика од тоа што тој намаз ќе оклања во неговата куќа. Кажува Аллаховиот пејгамбер алейхи салам: "О фи сукихи", или пак во неговиот пазар, хамсан ва ишрине диафа. Наистина има 25 пати повеќе награда и повеќе степени. Кажува пејгамберот алейхи салам: "Залике еннеху", навистина ако ида таваддаа, ако земет абдес, се абдесет, фа ахсенул вуду, ќе земе најдобро абдес. Во абдесот имаме суннети, во абдесот имаме фарзови. Затоа тој кој што ќе земе најдобро абдес со сите суннети и со фарзовите, кажува пејгамберот алейхи салам: "Thumma kharaja ila al-masjid", потоа ќе излезе за да оде во џамија. "Ла юхриджуху илла сала", и не го ваѓа од неговата куќа освен намазот. Тоа што го слуша езанот, бидејќи во езанот имаме зборови хајја ала сала, дојдете на спас, хајја алел фелах, хајја ала сала, хајја алел фелах, дојдете на намаз, дојдете на спас. Значи Аллах Джелешану го пропишал овој езан да не подсетува 5 пати во нашиот дуњалучки живот дека нашиот намаз ќе биде многу повреден ако ние го клањаме во Аллаховите џамии и со нашите браќа муслимани. Кажува Аллаховиот пејгамбер алейхи салам: "Не излага од неговата куќа освен за намазот. Лем јахту хатватен илла руфијат леху биха дараџа." Тој нема да направи еден чекор, а Аллах Джелешану да не му окрене неговото дереџе, неговиот степен и во дуња и во ахирет. Зошто? Бидејќи зел абдес, најдобро абдес, потоа излегол од неговата куќа само заради намаз, да го клања намазот во џамија. За секој еден чекор Аллах Джелешану нему ќе му го зголемет неговото дереџе и неговиот степен. Вахуттат анху биха хати'а. И за секој еден чекор што тој ќе го направи од неговата куќа кога оди во џамија,
Allah Đelešanu ќе му избрише по една грешка или по еден греф. Феида салла, и кога тој ќе клања во таа Аллахова джамија, лем тезил ел мелаика, и наистина мелекињата, кој неговата бројка и нивната бројка ја знае само Аллах Đelešanu. Кажу Аллаховиот пејгамбер алейхи селам, тусалли алейхи ма даме фи мусаллах. Тие за него ќе се молат се додека тој не биде во джемат и во джамија. Замислете каква награда добива еден муслиман, еден верник, кога зема абдес и излегува со ниет да оди во джамија. За секој чекор добива по едно дередже. И за секој чекор му се бриши по една грешка што е направил во неговиот дуњалучки живот. И се додека биде во джамија, се додека клања во джемат, тие мелеци се мола на Аллах Đelešanu да Аллах Đelešanu нему му се смилува, да Аллах Đelešanu нему му ги опрости неговите гревови. Гледаме каква награда добива оној човек кој што се труди неговиот намаз да го клања во Аллаховите джами. Затоа имам и една друга случка во времето на Аллаховиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, кој оваа случка е кажува Ебу Хурейре радијаллаху ан. Еден другар од пејгамберот алейхи селам. Кажува Ебу Хурейре дека еден ден дошол еден човек кај Аллаховиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, кој тој човек бил слеп и се пожалел кај Аллах Đelešanu, кај Аллаховиот пејгамбер алейхи селам, дека тој е слеп и не може да доаѓа во джамија за да го клања намазот во джемат. Тогаш Аллаховиот пејгамбер алейхи селам му дал идин и му дал дозвола тој да не доаѓа во джамија. Али Аллаховиот пејгамбер алейхи селам потоа го прашува дали ти го слушаш езанот, тој вика да. Тогаш Аллаховиот пејгамбер алейхи селам му се обраќа на овој слеп човек кој што немал кој да го води за во джамија, му вика Аллаховиот пејгамбер алейхи селам, тогаш ти озви се на тој повик што ти го слушаш, а тој е езанот. Затоа дознаваме колкава е наградата за оној човек и оној муслиман, тој верник што го клања неговиот намаз во джемат. Навистина од суннетот и од суннетот на Аллаховиот пејгамбер алейхи селам, неговата пракса била неговиот намаз да го клања во джемат. Затоа Абдулла ибн Месуд радијаллаху ан пренесува дека вика аллемена Расулуллах салаллаху алейхи ва селем сунанул худа. Тој не подучи за некои суннети на худа, суннети на упата, и кажува дека навистина Аллаховиот пејгамбер алейхи селам не подучуваше секогаш ние да се озвиеме на езанот и да одеме да оклањаме нашиот намаз во джамија. Затоа друга одлика и друга вредност што го има тој намаз што ние го клањаме во джемат. Навистина Аллаховиот пејгамбер алейхи селам нас сака да не срадува што се трудеме колку што можеме да доаѓаме во джамија, да го клањаме нашиот намаз во джемат. Ни кажува Аллаховиот пејгамбер алейхи селам во еден хадис, кој овој хадис го пренесува Енес ибн Малик радијаллаху ан, дека рекол Аллаховиот пејгамбер алейхи селам: беширил мешаин, и ти израдувај ги оние кои што пешачат фи зулеми илел месаджид, кои што одаат во темниците во Аллаховите джами, бин нурил тамми јеумил кијаме, со еден нур, потполен нур, целосен нур на кијаметски ден. Дознаваме и гледаме од овој хадис од Аллаховиот пејгамбер алейхи селам дека тој кој што излегувал од неговата куќа во темнини само за да дојде во джамија, Аллах Đelešanu ќе му даде еден нур на кијаметски ден,
će mu dade jedan nur i jedno svetlo na kijametski den, koji što toj nur može bi mnogo ljudi nema da go imat. Mnogo muslimani nema da go imat. Zašto? Бидејќи го запоставувале ова нешто, не го клањале тој намаз во джемат. Друго нешто што навистина добива вредност намазот во джемат, тоа што го спомнавме во претходното предавање, дека 7 категории на луѓе ќе бидат во ладовините и сенките Аллахови на кијаметски ден, кои што ќе нема са ладовина и сенка освен сенката и ладовината од Аллах Джелешану. Една од тие 7 категории беше таа категорија на луѓе што нивните срца секогаш ги биле поврзани со Аллаховите џами. Секогаш се труделе намазот колку што можат да го клањаат во Аллаховите џами. Навистина, намазот во джемат е едно средство ние да се запознаеме. Зошто? Да ја запознаеме и дознаеме нашата ситуација, нашиот хал. Колку само пати ние кога доаѓаме во џамија, го клањаме нашиот намаз во джемат, пред намазот или после намазот се прашуваме како си, што правиш, како ти е халот и слично. Колку само може би тегоби и тешкоти во нашиот дуњалучки живот што ние ги имаме, кога доаѓаме во џамија, нас ни се олеснуваат тие тегоби и тие тешкоти. Затоа гледаме дека има одлика тој намаз и тој джемат во тие Аллахови џами. Потоа нашата врска, меѓусебна врска, братска врска, муслиманска врска се зајакнува уште повеќе. Зошто? Бидејќи во саф сите заставаме заедно. Имаме еден господар, имаме еден предводник, тој е Мухаммед алейхи селам, имаме една кибла, еден правец, тоа е Бейтуллах, Каба. Имаме една цел, Аллах Джелешану да ни се смилува, Аллах Джелешану да ни опрости. Имаме една цел, сите заедно да влеземе во дженнет. Затоа муслиманот што се труди да ги клања 5 дневни намази во Аллаховите џами и да го клања тој намаз во джемат, навистина тој постанува се појак и појак. Дознава колку е важно единството на муслиманите, колку е важно братството на муслиманите, колку е важна соработката на муслиманите. Се ова го придобиваме каде? Во Аллаховите џами. Го придобиваме ова нешто кога ние навистина го клањаме тој намаз во тие Аллахови џами. Колку само муслимани ги учаа многу прописи кога доаѓаат во джемат, кога доаѓаат во џамија. Зошто може би некогаш ќе закасни. Ќе научи како да се уклучи во намаз, како да наклања некој рекат. Колку само ехкам и прописи ќе ги научи ако доаѓа во джемат. Го прашува оџата, го прашува некој можеби што знае повеќе од неговите браќа или некои джематли. Затоа многу ехкам и многу прописи ги учеме ако ние доаѓаме во Аллаховите џами и го клањаме нашиот намаз во джемат. Потоа навистина имаме многу вредности што го одликува овај намаз, што тој намаз ние го клањаме во Аллаховите џами. Затоа имаме еден хадис од Аллаховиот пејгамбер Мухаммед алейхи селам, кој претходно спомнавме повеќе хадиси колку е вредно да излезеш од твојата куќа и да доаѓаш во џамија. Се додека ние излеземе од нашата куќа и доаѓаме во џамија и дур се вратиме назад, ние ќе бидеме во ибаде на Аллах субханеху ва таала, бидејќи за тоа ни кажува и хадисот од Аллаховиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, каде ни рекол: ида тавадда ал муслим, кога еден муслиман ќе земи абдес и потоа ќе земи абдес во неговата куќа и излегува да го клања намазот во џамија
I се додека се врати во неговата куќа, тој ќе биде во намаз и ќе биде во ибаде на Аллах Джелешану. Секогаш со нашето излегување од нашите куќи со една цел да дојдеме во Аллаховите џамии, да клањаме намаз во джемат, ние наоѓаме и резервираме едно место во дженнет. Зошто? Бидејќи Аллаховиот пејгамбер алейхи селам ни кажува за тоа нешто, а овој хадис го пренесува Ебу Хурейре радијаллаху ан, дека рекол Аллаховиот пејгамбер алейхи селам: "Мен гада илел месџид ау раха", кој ќе оди во една Аллахова џамија, аадда Аллаху леху фил дженнети нузула, навистина Аллах Джелешану нему му ветува едно место во дженнет. Нузула куллама гада ау раха, се додека тој излегува и оди во џамија, Аллах Джелешану нему му ветува едно место во дженнет. А нашата мака и нашиот ибадет и нашата работа, нашиот ибадет и нашиот напор што ние го правиме во овој дуњалучки живот, зошто е? Аллах Джелешану да ни опрости, Аллах да ни се смилува и Аллах Джелешану да не стави во дженнет. Го молиме Аллах Джелешану сите да леземе во дженнетул фирдеус. Го молиме Аллах Джелешану да ни даде посебно место во дженнетул фирдеус, да бидеме заедно во друштво со пејгамберите, шехидите и искрените Аллахови робови. Навистина тој кој што доаѓа во џамија и се труди да биде секогаш во джемат, Аллах Джелешану му се смилува. Мелеците секогаш се молаат за него, за тој кој што доаѓа и се труди да биде секогаш во првиот саф. Потоа, навистина, тој кој се труди да доаѓа искрено, да клања намаз во джемат, во Аллаховите џамии, тоа е аламе, тоа е доказ, тоа е знак за неговиот иман, за неговото верување, за неговата искреност, бидејќи Аллаховиот пејгамбер Мухаммед алейхи селам ни кажува во еден хадис, кој овој хадис го пренесува Ебу Хурейре радијаллаху ан, дека рекол пејгамберот алейхи селам: "Ethqala salati alel munafiqin", наистина најтешки намази за тие кои што се лицемери. Така кажува Аллаховиот пејгамбер алейхи селам: "Салатул иша", намазот од јација. Најтежок намаз за оној кој што е лицемер е намазот од јација. Потоа кажува ва салатил феџр, и намазот од сабах. Зошто? Бидејќи сабале му се спие, а навечер е веќе уморен. Уморен е многу, бидејќи цела ден работел. Затоа пејгамберот алейхи селам ни кажува: "Валау ја'лемуне", ако би тие знаеле, ма фиха лаатауха валау хабван, ако би тие знаеле што има во тој намаз и во тој джемат и во таа Аллахова куќа, би доаѓале и ползајки. Би доаѓале ползајки, зошто? За севапот и наградата од намазот во джемат, од намазот во Аллаховата куќа. Затоа дознаваме од овие хадиси од Аллаховиот пејгамбер алейхи селам колку е вреден намазот во джемат, дека навистина не смееме да ги оставиме овие Аллахови џамии да бидат празни. Тие никогаш нема да бидат празни. Ако нема джемат, Аллах Джелешану спушта мелеци. Ако не сме ние присутни, ќе прави некој друг ибадет, али ние треба да се трудиме колку што можеме, па макар и еднушка во денот да леземе во џамија. Дали е тоа да сабах, план, икинди, акшам или јација. Не да биде од џума на џума или од бајрам на бајрам. Затоа се тие пропишани 5-дневни намази за мажите да доаѓаат во Аллаховите џамии. Бидејќи тоа што го спомнавме дека тоа е еден знак, еден аламет, еден знак за иманот наш. Затоа пејгамберот алейхи селам кажува, а Ебу Саид ел Худри радијаллаху ан пренесува,
дека рекол пејгамберот алейхи селам: "Иза раейтум ар-раджула я'таду ал-масаджид", ако вие видите дека еден човек секогаш се труди да биде во Аллаховите џами, фашхаду леху бил иман, вие посведечете и сведочете за него за иман, за верување, дека тој човек навистина има иман. Сега може би гледаме некогаш луѓе кои што се присутни во џамија, али во основа се многу расипани. Зошто? Или е лицемер, или го доаѓа и намазот не го прави искрено, али тоа не можеме ние да го осудеме. Тоа го има само за право Аллах џелешану. Тој е оној кој што им суди на луѓето. Може би гледаме луѓе кои што доаѓа 5 пати во џамија, али прави некои нереди во неговиот живот надвор од Аллаховата џамија или надвор од џематот. Али пејгамберот алейхи селам кажува дека ако видите дека еден човек кој што навистина секогаш е цврсто поврзан со Аллаховата џамија и со џематот, тогаш вие сведочете за неговото верување, за неговиот иман. Кал Аллаху азза ва џел, навистина Аллах џелешану кажува: "Иннема я'муру масаджид Аллах", само тие, никој друг, я'муру масаджид Аллах, ги градаат Аллаховите џами, мен амене биллахи вал јаумил ахир, кој верува во Аллах и верува во кијаметски ден, верува во судниот ден, ги градаат со нивните раце, ги градаат, ги чистат, ги средуваат и прават разни работи, само тие Аллахови џами да бидат убави. И секогаш ги градаат со нивното присуство. Доаѓаат во намаз, доаѓаат да учат Кур'ан, да учат хадиси или нешто друго, да читаат, секогаш е користат таа Аллахова џамија, во тој поглед и во таа смисла тие е градаат Аллаховата џамија. Мен амене биллахи вал јаумил ахир, кој веруваат во Аллах и во судниот ден, кијаметски ден, wa aqama as-sala wa ata az-zaka, и тие клањаат намаз и даваат зекат, wa lam yakhsha illa Allah, и тие не стравуваат и немаат страв од никој друг освен од Аллах џеле шану. Fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, кажува Аллах џеле шану, па тие се навистина од оние кои што се мухтедин, кои што се упатени. Затоа, почитувани браќа и ценети верници, дознаваме од овие аети и хадиси колку е важно еден муслиман, еден верник да го клања неговиот намаз во Аллаховите џами. Затоа тој кој што доаѓа и клања намаз во џемат, јација намаз, исто како да клањал пола ноќ, кијамул лейл, како да клањал пола ноќ, и тој кој што клања сабах намаз во џемат и во Аллаховата џамија, исто како да клањал уште другата половина од ноќта. Значи тој кој што клања сабах и јација во џемат и во Аллаховите џамии, исто како да клањал цела ноќ. Затоа дознаваме од овие хадиси, овие аети за вредноста на намазот. И ова што го кажуваме е еден поттик за сите нас, ако нешто сме пропуштеле, инша Аллаху таала, во остатокот од нашиот живот да се потрудиме да искористиме оваа шанса, да искористиме оваа слобода, оваа безбедност, ова сигурно време и овие безбедни места каде што ние живееме, елхамдулилlah, и можеме слободно да дојдеме во џамија, да ги отвореме џамиите, да учеме езан и да клањаме во џемат. Затоа имаме и курански аети кои што ни зборуваат за опасноста на тој кој што се оддалечува од Аллаховите џамии и од тој џемат кој што Аллах џелешану нас ни пропишал ние да бидеме секогаш со тој џемат. Затоа ако гледаме историски и гледаме во првите генерации асхабите
другарите од Аллаховиот пејгамбер алейхи селам, највредната генерација за овој уммет, за овој народ, кој што навистина и тие имале некаква трговија, и тие продавале, и тие купувале, и тие работеле, али никогаш не се оддалечувале од джематот и Аллаховата џамија. Затоа секогаш имало од нив кои што се молеле на Аллах Джелешану. وَمِنْهُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. И од нив имало кои што упатувале дова до Аллах Джелешану, да Аллах Джелешану им даде хасане, им даде добрини и во дуња, не само во ахирет, и во ахирет и во дуња. Затоа ние сме должни да го молиме Аллах Джелешану да ни го отворе патот кон рискот и кон среќата и кон задоволството. Не значи дека ние ако сме муслимани не треба да бидеме богати. Не треба да бидеме добро облечени, не треба да имаме добри коли, добри куќи или добри работи во нашиот дуњалучки живот, бидејќи куранскиот ајет ни кажува وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. И од нив има кои што го молат Аллах Джелешану да Аллах Джелешану им даде добро и во дуња и во ахирет. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. И ти нас спасине од азапот и казната во џехеннемот. Затоа уште една случка кој Абдулла ибн Месуд радијаллаху ан пренесува и кажува дека еднаш влегол во еден пазар. Влегол во еден пазар и видел како тие кои што биле во пазарот биле муслимани. Тие секогаш кога го слушнале езанот се озвале на тој езан. Навистина тие влегле во таа Аллахова џамија, уклањале намазот, им се обратил и им рекол абширу фе инни арджу ен текуну миммен кала Аллаху фихим. Јас се надевам дека вие ќе бидете од оние луѓе кои што Аллах Джелешану кажува за нив фи бујутин едина Аллаху ен турфа ва јудкара фиха смуху јусеббиху леху фиха бил гудуи вал асал. Навистина Аллах Джелешану дозволе да се изградаат тие Аллахови џами и да се слави и велича името од Аллах Джелешану и сабајле и навечер. И тој курански ајет што претходно на почеток го спомнавме дека ќе има луѓе кои што трговијата и некои дуњалучки работи нема никогаш да ги оддалечаат од џематот и Аллаховата џамија. И за крај ќе го спомнеме само еден курански ајет каде Аллах Джелешану ни кажува во сура Ел-Калем, ни вика Аллах Джелешану јауме јукшефу ан сақин, и на денот кога ќе се отсокрие под коленицата, ва јуд'ауне иле суџуди фела јестатиун, и тие ќе бидеат повикани да му направат сежде на Аллах Джелешану. Да му направа сежде на Аллах Джелешану. Фела јестатиун. И тие нема да можат. Зошто нема да можат? Бидејќи никогаш не му паднале на сежде на Аллах Джелешану. Бидејќи никогаш не посетеле Аллаховата џамија. Бидејќи никогаш не го смиреле нивното срце во Аллаховите џамии. Бидејќи никогаш не биле со џематот. Затоа Аллах Джелешану кажува фела јестатиун, и тие нема да можат. Хашијатан абсархум тархакухум зилле. Нивниот поглед, вика Аллах Джелешану, ќе биде застрашувачки. Застрашувачки тархакухум зилле. И навистина нив ќе ги обземе едно понижување. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. И тие претходно се подразбира во дуњата беа повикани од муедзинот, тој кој што учеше езан, од имамот, од Куранот, од тој кој што зборувал за дин Ислам, од неговите браќа, кои што го повикувале да прави сежде на Аллах Джелешану иле суџуди ва хум салимун. Али тие беа здрави, тие беа способни,
ali ne doađale. Ne gi posjetuvale Allahovite džami i to i džemat koji što na vistina je mnogo vreden za site nas, da se potrudeme inša Allahu Teala koliko što možeme našite namazi da gi klanjame vo Allahovite džami. Bi reki vallahi siguren sum deka namazo što oklanjame doma i namazo što oklanjame vo džamija nema isti lezet. Nema isti lezet i nema isto zadovoljstvo. Zato toj koji što doađa vo džamija go sluša Kur'an il Kerim, gi sluša Allahovite zborovi, gi gleda negovite braća muslimani, se druži i je zajaknuva negovata vrska. Innemel mu'minune ihva, na istina vernicite se braća. A ti je to go pokažuvat kade? Vo Allahovite džami, vo toj džemat. Umole me Allah Đelešanu da negi ostavi ovi je Allahovi džami da bidat prazni. Umole me Allah Đelešanu da ne popravi site nas, da me popravi mene i site vas. Umole me Allah Đelešanu da negi sokrije site naši mani. Umole me Allah Đelešanu da negi oprosti naši te javni i tajni grevovi. Umole me Allah Đelešanu da ne napravi od onije koji što sekovaš se truda da oklanja namazu dvo džemat. Umole me Allah subhanahu wa ta'ala da ni se smiluva nas i na site muslimani živi i umreni. Umole me Allah Đelešanu da ni gu kabulet ova što kažuvav me da bidi svedok za nas, a ne da bidi svedok protiv nas na kijameskio den. Umolam Allah Đelešanu da me nagradi site vas za vaši sabur, za vaše to vnimanije. Umole me Allah Đelešanu da me nagradi vas i vašite familiji, da gi čuva site naši familiji, da ne napravi od onije koji što na istina žive od so la ilaha illallah i da umreme so la ilaha illallah. Amin. Kulu qavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.